Поштовани гледачи, во рамките на емисиите кои од сега па натаму ќе бидат посветени на она што значи предизборие и во догледно време се разбира и предизборна кампања, започнуваме или стартуваме со гостин кој сигурно ќе биде многу интересен од аспект на тоа дека нуди нешто ново на политичката сцена во нашава држава и се надевам дека ќе се обидуваат како еден политички субјект да променат нешто во она црно-бела комбинација која досега главно е присутна на овие наши простори. Иако сите нели посакуваме да се појави на некој начин тој трет пат кои претходници политичари се обидуваат да го направат, досега сето тоа неко беше во втор план, доминираат двете водечки партии или двата водечки блока, но за нив во некои други прилики сега да зборуваме и да му посакаме пред сето добре на нашиот гостин Петар Богоевски, лидер на Македонски концепт. Ви благодарам на покана. Многу ми е мило што имаме можност да настапуваме на локални медиуми кои според нас имаат многу поголемо значење за жителите во општините кај што емитувате програма отколку националните медиуми. Така, верувам не сте прв пат во Кочани, една вака за опуштање би рекол, една вака ваша оценка за ова наше градче кое ние си го сакаме, верувам дека државата е омилниот. Кочани е еден од најубавите градови во земјата и сега не сум поминал одамна да погледам како е уредена реката. Едно време бевте најуредена општина. Да. Не знам дали и сега исто така. Неколку години не сум бил, меѓутоа во овој град имам супер спомени и долго време сум бил присутен и во изборни кампањи, и приватни обврски, така да мислам дека една од најбитните одлуки за политичката тежина или вага на тројката била секогаш Кочани. Ако Штип и Велес се двата тегови на таа вага, вие сте одлучниот тег. Така да многу е битно колку ќе успееме да добиеме доверба од граѓаните на општина Кочани и околината и околните општини. Оризари, Виница и така натака. Така, претпоставам дека ќе зборуваме многу повеќе за она кои се вашите размислувања и активности во делот на се уште не целосно непрецизно најавените предвремени парламентарни избори. Кои беа мотивите за да го формирате македонски концепт и која ви е идејата, кои ви се целите, што сакате да постигнете на македонската политичка сцена? Избори ќе има на 5 јули. Па дефинитивно. Иако не се согласува опозицијата, нели? Опозицијата мислам дека нема храброст да излезе на избори. Не целата опозиција, ние сме опозиција. Да. И не се плашиме од Зоран Заев и од тоа да одиме на избори. За жал, дел од опозицијата која представува поголем конгломерат, опозициона коалиција, убаво што смеша со владеачка, зашто се они едно исто. Вие на старт, кога ме најавувавте, ја начнавте суштината зашто ваква форма на настап, а тоа е граѓански листи, не партиски листи, бидејќи сме уверени дека само граѓаните може да и пресудат на мафијата во земјава и да им пресудат на политичките блокови кои се едно исто. Јас често истакнувам дека ВМРО, ДПМН и СДСМ се сестри близначки со една мајка мафија и не постои поинаков начин да се спротиставиме на сето тоа, освен граѓански отпор. Секако дека беше во опција да се направи некаква политичка партија, но тоа е веќе видено на политичката сцена, особено што јас доаѓам од ВМРО, ДПМН и го имам замрзнато членството во партијата, толку од таа причина што во суштина не се случуваат промени и не се случуваа промени во тој опозиционен блок. Се е тоа ставено во услуга на олигархијата, на со едно бандитско поведение на кое сме сведоци цело време, 30 годишно уништување и плячкање на нашиот народ и на нашата држава.
заборавени приоритети, ставени приоритети само на себе, политичарите да бидат оние кои ги носат одлуките за живот и смрт, без при тоа да помислат на обичниот граѓанин и се она што поминува оваа транзиција, одолжена транзиција, 30 годишна, никаде го нема тоа во Источна Европа. Низ транзиција поминаа земји кои произлегува од потежок комунизамот, советскиот блок. Па побрзо го завршија таа транзиција и стана модерни европски земји. Ние од еден релативно полесен систем југословенски и социјализам се уште сме во некаква си чудна транзиција која цело време ја уништува нашата државност и нашиот народ, а оди во прилог само на една елита која заслужува да биде тргната од политичка сцена, но не само политичка сцена, и од бизнис елита, и безбедносна елита, тоа е сето еден заеднички конгломерат. И тоа може да го направат само граѓаните. Тоа е невозможно да го направат политички партии. Затоа одлучивме да направиме граѓански листи и да понудиме граѓаните опција. Ако не го направевме тоа, ќе немавме образ да речеме зашто гласаше за оваа или онаа опција. Вака понудивме опција, а сега останува одлуката на граѓаните. Јас често ја користам една поента, викам доколку му верувате на господинот Заев, дека ќе донеси правда во земјата, да гласате за господинот Заев. Доколку верувате на господинот Мицковски, дека ќе донесе некаква си супернационална гордост, дека ќе го врати името на државата или знамето на државата, да си гласате за господинот Мицковски. За нас уопште да не гласате. А ако веќе сте свесни и освестени, или редно да се освестите, дека тоа нема да биде, тогаш добро е да размислите дали ќе дадете поддршка на граѓанска опција, на независни кандидати, со самото тоа што ние не мислиме дека може да успее трета опција, затоа што тоа е чисто партиска туку. Затоа идете со концепт. Не е убаво трета опција. Да. Ние викаме ние сме прва и единствена опција, граѓаните против мафијата. А другото е мафијата. Па сега имаме в нови избори две опции. Граѓанската опција и она што значи мафија и политички партии етаблирани од исцентар, управувани од исцентар, контролирани од исцентар. И граѓаните треба да одлучат дали ќе гласаат за себе и за својата граѓанска опција и за другата страна. Се многу луѓе викаат зашто да ви веруваме? Че вие доаѓате од разни политички партии. Тоа јас ќе прашав, сигурно имате контакти низ држава и со самите ваши граѓански кандидати, колку се до тоа е почувствувано и колку се до тоа може да се во догледно време да решиме да го сватат граѓаните и да го прифатат пред се. Граѓаните викаат ти како носител, промотор на таа идеја доаѓаш од политичка партија. По после имаш оној зборот додека имаше интерес и мет во ВМРО ДПМН стоеше таму, па после напушти партијата кога паднавте во опозиција. После граѓаните викаат, другите кои не се обседнати со ВМРО ДПМН викаат зашто да ви веруваме. Сите го кажувате истото пред избори и после правите различно. Тоа е најтешкото прашање и најтешкиот одговор во бара. Она кое ние го планираме, прво не само личниот интегритет на луѓето кои се на листи и така натака, ние она што го планираме тоа е да условиме доколку од нас зависи формирање на идната влада, а разликата помеѓу двата мнозински силни блокови на СДСМ и на ВМРО ДПМН ќе биде многу мала и во многу мал број пратеници. Што значи дека со само 3 граѓански пратеници ќе донесеме ние одлуката кој ќе управува републиката понатаму. И ние тоа планираме да не го направиме на пазарџиски начин како сите до сега и тоа да биде договарање некоја непринципиелна коалиција од интерес, него да се услови самото формирање на владата со претходно конституирање на парламент, избор на непартиски кандидат за председател на собрание или најмалку партизиран од
расположливите пратеници во рамки на парламентот, па може би е добро да биде и опозиционер. А после тоа прво да се изгласаат нашите предлог закони за една изборна единица, намалување на бројот на владините функционери, измена закон за политички партии, за уведување на минимум стандарди за внатрешпартиска демократија, понатаму законот за финансирање на политички партии, за еднаш да се куртулиме од бандитизмот во таа сфера, доколку во тој след законот за обештетување на граѓаните, бараме строго наредните 5 години, 2021 до 2026 година, Македонската република да одели многу сериозен дел од буџетот, 300 до 500 милиони евра за обештетување на унаказените граѓани од бандитите, од таа транзициона приватизација. За жал, многу од тие семејства се уништија, нивните деца избегаа низ светот, луѓето живеат тешка сиромаштија и голем дел од нив и не се живи, но може да се најде начин како тоа ќе се спроведи обештетување и низа други антикорупцијски мерки. Оној блок политички кој ќе ги поддржи тие наши мерки, ние ќе го поддржиме да формира влада. Во никој случај нема да поддржиме формирање на влада на нетранспарентен начин, без ова да го гледаат и граѓаните во јавност и без присуство на новинарите на тие средби. Доколку не успееме тоа да го изесуваме, ние нема да дадеме поддршка на никого. Тоа значи дека и ако не се формира влада, и ако треба да се повторат изборите, ние ќе бидеме за тоа. И без разлика да ги изгубиме мандатите, не е ништо страшно. Ако граѓаните го почитуваат тоа што го правиме и ќе го направиме, тогаш нека ни дадат поголема доверба во следен состав, за да можеме тие работи да ги реализираме и уште посилно да притиснеме. Ако сметаат дека не сме биле во право и требало да се пазариме за лични интереси со оваа или онаа политичка опција, тогаш нека ни ги одземат мандатите и никому ништо. Ние имаме своји животи, имаме своји животи, своји бизниси, своји професии, своји кариери, семејства и животот се тече понатаму. За оној другиот дел за медот во ВМРО ДПМН, тука во Кочани многу ме познаваат од ВМРО ДПМН и знаат дека не е така, они знаат дека јас сум еден од најжестоките опозиционери во партијата, бев предводник во отпорот против Бранко Црвенковски, таа транзициона мафија 90-тите години. Знам што значи опозиција. 2002 година со враќањето на Бранко на власт бев избркан на работа, јас бев еден од најжестоките перјаник на преродбата на Груевски и битката против таа СДСМ и доаѓањето на власт на господин Груевски. Цело време јас генерално действувам опозиционно. Алби и многумина од нив знаат дека јас бев внатрешна опозиција во партијата на господинот Груевски, што значи не се плашам да видам опозиција. Тоа е суштината. Еден од ретките што мисли за своја глава, а не така, значи баш обратно е од она што го представуваат во јавност, црната кампања која води палатата, таа мермерната палата, несреќна палата која ја уништи, морално ја скрши ВМРО ДПМН. И тука не треба да ми се замерува. Ја направив се што можам да помогнам на Мицковски, на реформа во партијата, ако бев услишен јас и моите соработници, и ако беа тие реформи успешно спроведени, ВМРО ДПМН ќе беше на власт уште минатата година. Меѓутоа, повторно ќе кажам, црната пропаганда се продолжува, тоа што беше и тогаш. До членовите на партијата си одлучат како понатаму, дали ќе ме следат мене македонски концепт како граѓанска опција, која не им бара да ја симнат партиската униформа и да ги менуваат партиските позиции, но може да не подкрепат на овие листи, а со тоа да го казнат криминалното раководство, палатистите во мермената палата, или да си одлучат да продолжат да го следат она раководство кое доведе до неколку национални катастрофи, кое се трампаше за името
за слободата на неколкумина криминалци во парламентот, самото бегство со слободата на господин Груевски е платена со името на Македонија. И тоа сето нека одлучат они, кој е предавникот. Ја немам комплекс воопшто, имам образ да разговарам со секого, пред секого, за се и да понатаму развиеме опција како до подобра Македонија. Ние одиме по мотото за нормална држава, како до нормална држава, но пред се и се, како до спокој на граѓаните. Ние живееме во тотален безпокој, луѓето живеат во невидно тензична состојба, не само ради корона, ради се. И тоа им беше збор дека се разочарани граѓаните. Години, да. Може би ли да влеме малку оптимизам дека нешто може да се промени? Години живееме во безпокој. Да. И сега на овие избори има најмала излезеност на граѓаните. Ја ги повикувам најмасовно да излезат да гласаат. Не мора за нас, нека не гласаат за нас. Добро, многу зависи од оваа ситуација со коронавирус. За таа излезност може. Ќе кажам зошто, бидејќи нема лимит кој треба да се исполни на парламентарни избори. Вие може да излезете да гласате тројца луѓе, веќе изберите 20 кандидати пратеници од тројката. Таа избор, да. Така да нема лимит, нема ограничување. Така да секој граѓанин кој нема да излезе на гласање си го скратува правото и можноста да донесе одлука за нормална држава, за спокој во државата, за опција која е понудена. Ние сме опција под број 10. Професорот Војо Беловски од правниот факултет тука од Кочани е носител на нашата листа. Не прифативме да имаме носители како другите блокови, онакви партијци цврсти, партиски војници што се војници како СДСМ и ВМРО ДПМН. Мислам дека граѓаните лесно ќе направат разликата, само треба да бидат храбри. А на крајот на краиштата ние не ги изложуваме пред партиите. Они може на 10 страни да кажат оке, но зад параванот останува личната одлука. И таа е интимна одлука и ако сметаа дека треба да ја менуваме државата и да ја нормализираме и да се избориме за граѓански спокој, тогаш имаат опција овој пат. И тука е мојот оптимизам за успехот. Така. Спомнате бројка од 3. Само извинете, не одговорив за уште една реченица за партизмот, мој личен. Јас ако бев клиентелист и ако сакав да уживам во привилегии и функции, ќе си остане во мермената палата. Ја имав една од највисоките функции во партијата, имав прекрасна канцеларија, привилегии и можев да си останам сега да бидам на листа на ВМРО ДПМН, да бидам сигурен мандат во парламентот и да уживам во привилегиите, во моќите и власта. Меѓутоа, ја не можев да прифатам да останам под сукњата на Груевски, под сукњата на мафијата, под сукњата на истата олигархија против која се боревме 90-тите, а сега таа олигархија владее ВМРО ДПМН. Не можем да бидам подизведувач на оние против кои се борев повеќе од 20 и колку години, 25 години, да дозволам да бидам нивни подизведувач. Кога влегов во палатата, видов дека ние сме таму само робови на тие олигарси. И не може да го простам поведението за време на референдумот, кога претходно не се вклучивме во преговорите со Грција, кога ги предадовме македонските позиции, наместо се вклучиме во преговорите да ги засилиме македонските позиции, да ги засилиме преговарачките позиции на Македонија визави Грција и да дадеме вредност плюс, сила плюс на Македонија во тие, имавме подобар договор од овој текст на Преспанскиот договор. Имавме тужби, пресуди, имавме некои аргументи. Имавме аргументи да имаме многу подобар договор. Едноставно преовлада личните пресметки дека СДСМ ќе осмени името, ние ќе ќариме од тоа без емоции кон македонски национални интереси. Тоа мене ме побуди да подигнам сам кампањата и гласот против е глас за Македонија. Отворено кажав до граѓаните дека само со победа против ќе ја спречиме промената на името. Он ме прогласија за предавник, соработник на Заев, предавник на Сорос, мада соросидите се во ВМРО ДПМН. Господјата Гордана Силјановска е првиот соросид во земјава. А јас не сум бил и не знам каде се канцеларите на Сорос во Скопје. И сето тоа, без разлика што
мислат и се уште дека се мислат нивна работа, јас ја кажав вистината. Дека само со победа на гласот против ќе се спречи тоа и од друга страна дека во парламентот ќе биде сменето името. Еве сега, после оваа временска дистанца од година и нешто, сведоци сме на се што се случи. Ако се уште им веруваат на оние кои ги лажеа да бойкотираат, за да ги искористат за лична слобода, а да без емоции ја пуштат Македонија низ вода, тоа што нека продолжат и нека гласаат за нив. Така, спомнавте бројка од 3 претеднички мандати. Дали се тоа проекциите на овие предвремени парламентарни избори? Ја тоа 3 го земам како Или пример, бројката, како да. еден добар пример. Бидејќи СДСМ и ВМРО ДП нема да имаат разлика повеќе од 2, 1-2. Со 3 ние сме одлучувачки фактор. Така. Граѓаните може да дадат и 5 и 30, а може и 0. Да. Ние нема се наљутиме. Тоа е нивна одлука, ние сме благодарни на 1 глас и на 100.000 гласа. Стално повторувам, ако имаме 0 пратеници, тоа значи дека не сме успеале да објасниме нашата визија и нашата заложба за граѓаните. Не сме успеале да доволно добро представиме нашата вистина и вината е кај нас. Ако успееме тоа да го направиме во оваа кампања, во вакви тешки услови вонредни, окей, тоа ќе ни дадат веројатно граѓаните мандат, а после сум сигурен, тука веќе сум сигурен, дека на наредните избори ќе имаме 30 мандати. Затоа што она што ќе го направиме од првиот ден во парламент па понатаму, граѓаните ќе ги охрабри дека може поинаку, не сме сите исти и можеме да дојдеме до поинаква Македонија, до нормална Македонија. Ние инсистираме и ќе инсистираме в парламент да се изгласа веднаш закон за пратеници и волонтери. Пратениците да имаат само надокнада на изгубеното работно време во другите работни места. Тоа законски ќе се регулира, патните трошоци со јавен превоз и без плата, пратеници и волонтери. Сите да останеме онаму на оние работни позиции кај што доаѓаме. Ние имаме листи од универзитетски професори до армирачи на бетон. Сакавме и по вертикала и по хоризонтала да ја представиме на листите цела Македонија, сите граѓани, и интелектуалците, и работниците, и бизнисмените, и административците, и онаква Македонија како што ја имаме, таква да ја имаме на листите. И сакаме пратениците да останат таму кај што доаѓаат, за да не изгубат контакт после година дена со своите природни средини кај доаѓаат, туку да бидат нивни репрезенти во парламентот од оние кои ги изгласале. Тоа е единствена можност доколку професорот пратеник остане професор и е близок со студентите и со своите колеги и со граѓаните. Пратеникот работник остане со работниците на градилиште и е близок со градежните работници и во парламент може да ги представи нивните идеи и ставови. И ако тоа го промаршиме, ние повторно ќе добиеме некои лажни елити, лажни представи за себе си, дека сме некакви надграјани, дека сме привилегирани или од Господ избрани да уживаме во парите и богатството што го даваат граѓаните и го плаќаат од џеб граѓаните. И тоа е круцијална наша заложба и барање. И второ, кое тоа Мицковски успеа да го превари, ние промовиравме потеку на имот на сите нас. Ама на различен начин. Ние само што го промовиравме, истрча СДСМ и ВМРО ДПМН, особено господин Мицковски, дека он се залага за потеку на имот, ама кога ќе седниме во фотелите. Не. Кога си во функција и на власт, е лесно да го менаџираш тој процес. Не. Него да ни се проверува потеку на имот пред да седниме во фотелите. Кога ќе пуштиме кандидатури, прво да подложиме на проверка на потеку на имот и на нашето животно поведение. Ако државните институции утврдат, антикорупцијските институции утврдат дека ние сме чисти, нашата кандидатура се потврдува. Доколку не се утврди, отпаѓа нашата кандидатура, а државата не го доночува данокот. Не го доночува 50, сегашниот закон е 70% од имотот. На тој начин ќе направиме филтер да ги обескрабриме бандитите во политиката и филтер да се кандидираат, а сите честни граѓани
ќе настапат со искреност и со искрен пристап да дојдат до своите кандидатури. Тоа е суштинска промена која мораме да направиме, која е исто така суштинска за да подкрепиме ние после изборите во парламент некој премиер и некоја партија за формира влада. Ако овие работи не ги поддржат, требаше да разговараме. Ги враќаме мандатите, нека има нови избори. Па граѓаните нека гледаат што се случува во земјата и како политиката и политичарите цело време ги водат за кратко врвче и ги користат и ги носат на колење. Да. Веројатно таа проверка нема ќе следи по завршувањето на мандатот за да се види дали во меѓувреме пак нешто е стекнато. Кога веќе е влезено, тоа е неспорно. Тоа си е логично. Но видовме дека не даде резултат до сега. Да. Иако тоа е неспорно. Да. Добро, рековте дека за 5 јули речиси се сигурни предвремените парламентарни избори. Како вие се подготвувате во тој дел, затоа што во услови на корона, односно COVID-19, во, би рекол, малку воредна ситуација, сето тоа ќе се одвива, дали имате некои специјални подготовки, стратегија или во тие контакти со граѓаните, во тоа манифестирање на или презентирање на се она што значи програма, што значи идеи и ваши размислувања? Во суштина, типот на кампања од митинзи, големи собери, масовност, се застарени. Не ради короната, поради тоа што во времето не постоја социјални мрежи или толку електронски медиуми. И за да се слушни гласот на политичарите или програмата и така натака беа потребни тие митинзи. Сега денес не е тоа потребно. Ја можам вечера да се обратам во живо на мојата фан страна и ќе ја види мојата реченица и мојата желба или мојот став по Македонија. Сега мислам дека нема потреба таков тип на кампања. Плюс што се скапи тие кампањи, па ги плаќа државата, тоа значи ги плаќаат граѓаните. Се трошат десетици милиони евра. Обично да исти луѓе од немаме пари за друг митинг и така. Немаме пари за болница во Штип или во Кочани, а имаме пари десетици милиони евра за кампања. Не разбирате колку е тоа непринципиелно. Многу е непринципиелно. Страшно е неворед. Сега ќе направиме електронска кампања. Преку социјалните мрежи, преку вас медиумите, може да направите вие онлайн дебати, да се вклучиме во дебати секој од своите штабови. Так. Доволно е, граѓаните, барем големите партии ги знаат. Так. За нас е поголем проблемот. Како да дојдеме да се истакнеме на сцената за не видат дека постоиме. Посебно ние како граѓанска опција која не носи партиски идентитет. Али ајде да заклучиме дека побитно државноста немаме. Ние имаме сега тотално неспособна власт. Техничка влада, нефункционална влада. Видите што направи министерот за внатрешни работи. Среде криза повика со негова изјава дека нема намера да ги казнува граѓаните за време на Бајрам и општо сите граѓани во земјата, ги мотивираше да не ги почитуваат мерките, за да им се допадне на дел од популацијата во државата, направија катастрофа. Тоа е злоупотреба на МВР за партиски цели во насока да се одложат изборите. Истото тоа го направи господјата Гордана Силјановска, која кажа дека не мора да има, ако имало за Великден политички час, не мора да има за Бајрам, па сега нешто не ја слушам да кажи за Духовден, дали е водете или не новиот политички час од вечера што ќе настапи. Такви партиски, ситни калкулации, со емоциите на граѓаните, со религијата, со идентитетите, со ширење на етношовинизам, религиозен шовинизам, тоа е поведение од транзицијата. И редно е тие транзициони политичари да заминат во пензија. Редно е да, кога имаме здравствена криза, да кажат здравствените работници. Кога имаме политичка криза, да кажат политичките работници. Јас сум школан политичар и можам тоа да го кажам. Кога ќе имаме правна криза, да кажат правните експерти. Или институционална криза. Кај нас е се помешано. Политичарите даваат мерки за здравствена криза,
докторите одлучуваат за реформи во судството. Така. Една каша е направена во државата. Така. Како национална платформа имате ли веќе контакти со други политички партии, помали или поголеми, не е битно, и дали се препознавате тука некаде во тие идеи кои би требало да донесат, би рекол, темелни промени во владењето, во начинот на владењето во државата? Ја бидам искрен, многу сум разочаран од поведението на политичките лидери и на политичките партии, особено поради личното искуство што го стекнав пред да ги пуштиме кандидатските листи. Преговаравме со 8 политички партии за една коалиција македонски концепт или коалиција за нормална држава, за да им понудиме на граѓаните многу сериозна поинаква опција. Барањето беше да ги трнеме настрана партиските идентитети, а да истакнеме начело професионалци и да иако ќе има нормално репрезенти на листите, особено и носители на листи, сепак да бидат тие истакнати дека станува збор за една поинаква граѓанска платформа, која е подкрепена од политички партии. Сите влегува во некои чудни пазари со големите партии, со СДСМ, Блокот, со ВМРО, ДПМН, некои чудни меѓу нив подметнувања, лажења, обид да се наметне партискиот идентитет врз нас. И тоа е застрашувачки. Единствена партија која стави печат на нашите кандидатски листи без да наметнува партиски идентитет и да бара да наметнеме нивни, да внесе нивни кандидати на нашите листи, беше СДУ Скопје. И во овој момент ние действуваме во соработка со нив, одредена соработка, иако они си имаат свој партиски живот во кој ние не се мешаме, ние сме наполно граѓански листи. И како би действувале во текот на кампањата, кај действуваме многу иновативно, со сосема поинаква кампања. Не можеме ние да се бориме со парите и моќта на големите блокови. Не можеме ние со тоа, ние можеме само со иновативен пристап, со герила кампања, со нешто кое ќе не направи видливи на сцената, да сме присутни, а граѓаните за параванот носат лични. Многу различни. Тоа е најбитното, да бидеме многу различни и граѓаните на крајот ја носат одлуката. Така. Постои ли таа неравноправност и таа, би рекол, финансиска неправда, така да ја крстам, во настапот на изборите, со тоа што големите политички играчи навистина се расфрлаат со пари, а додека помалите кои, може би имаат и искрени идеи да донесат нешто ново, сепак се на некој начин ограничени во сето тоа затоа што мали им се можностите? Оно што го тврдам дека се заедно елитите, политички, под еден центар управување. Најдобар доказ е тоа што се договорија 2 дена пред да го распуштат парламентот, да донесат изборни измени, законски се изменуваме измени на изборниот законник, и да просторот медиумски од 2 минути за сите различни од тие две коалиции ни го скратат на 1 минута. Замислете, ние имаме сега, можно на вашата телевизија да се рекламираме само 1 минута. Сите, не знам таму колку се наред, не знам партии. Да, по 8 минути плюс 4. Не знам колку се таму. Не, се они направија 9 плюс 1, беше 8 плюс 2. Малце им беа на нив две партии 8 минути. Се направија за нив 9, а за сите други 1 минута. И парите ги скратија за 50%. Едноставно не можеме ниту да платиме реклама, ниту да добиеме простор временски. А не смееме да се рекламираме дополнително и да имаме пари. Ете, со тоа ќе разберете за што станува збор. Со тоа ќе разберете за што станува збор. За каков монопол станува збор и за кој проблем станува збор. Така. Ја шетате претпоставувам Македонија, иако пак ќе повторам условите се воредни, на што наидувате кај граѓаните или дали чувствувате некоја енергија за промени, за наметнување на вакви нови иновативни, би рекол, политики во општеството? Наидувам највеќе на очај. Граѓаните се очајни. Мислат дека е невозможно да се смени било што. Али на слично такво нешто наидував и 90-тите години, кога зборувавме дека е можна промена на власт со гласање.
Да. 98 година се сеќавам, најтешко за нас беше да ги убедиме граѓаните дека со пенкаво може да ја сменат власта. Не верува, особено она власт која беше како продолжеток на таа претходната власт, значи повеќе од 60 кусур години. Тоа беше најтешко да ги убедиме дека е можно. Сега исто така граѓаните не веруваат дека е можно да се најдат поинакви политичари. Ако не политичари, барем репрезенти во политиката, луѓе кои се во политиката. Тоа е нашиот предизвик во оваа кампања. Да ги убедиме дека можеме различно, поинаку и дека можеме да излеземе од таа веќе воспоставена матрица на дуализам и на заеднички бандитизам. Че можеме да излеземе од тоа, да ја искривиме идеалната слика за тие два блока и веќе во иднина со новото поведение и со новиот начин на политики водење да граѓаните ги охрабриме дека е стварно можно. Првиот момент кога они ќе го забележат тоа дека е можно, после тоа веќе станува лавина, станува ефект на снежна топка. Тоа веќе не се запира. Никој нема да го запре после тоа граѓанскиот отпор на се тоа што се случува последниве 30 години. Никој нема тоа да го запре. Битката е како да на сцената тоа да го покажеме дека е можно. И нема друг начин освен луѓето да дадат шанса. Од друга страна викаат, а сега сакате да лапнете вие некои фотељи, сите се пикате во политика. Еве нека кажат граѓаните, ако постои поинаков начин за да ги смениш работите во земјата, без политичка моќ и можност да одлучуваш, ќе направиме така, ќе ги повлечеме листите. Ако постои друг начин. Ја не знам, јас сум прилично сериозно образован во областа на политиката и политичките науки и ја не знам за опција како би го промениле системски општеството, државата, институциите, освен без генерирана политичка моќ. Особено во ваков систем на република. Да си некоја монархија, па да лобираш нешто кај монархот, па да се надеваш на неговата совест, па нешто он да ти промени е можно, можеби, не знам. Цел живот јас живеам, сум роден и живеам во република. Али во републиканско уредување како нашето, јас сум републиканец по предување, тука нема друга шанса освен да генерираш граѓанска сила, репрезенти во парламентот, од каде што ќе се менува системот. И тоа е единствениот избор. Имате ли некои, ајде да речем, сестрински или било какви блиски релации со субјекти политички надвор државата, некои можеби идеолошки заеднички размислувања и размена на искуство? Па јас сум во исто време и председател на Унијата на европски федералисти на Македонија. Тоа е една голема организација европска која ги мобилизира сите проевропски елементи во Европскиот парламент, без разлика дали се десница и левица, која поддржуваат унапредување на Европската Унија. И ние некако на македонски концепт го пресликавме од таа платформа европска, затоа што ние исто така обединуваме и десни и леви. Ние бараме деидеологизација на општеството и викаме се уште е рано вистински да се определиме кои сме левичари и десничари. Смешно е да тврдат најсиромашните граѓани кои се членови во ВМРО ДПМН дека се десничари, а најбогатите кои се членови во СДСМ дека се левичари. Едно со друго не оди. И мислам дека после онаа вистинска европеизација, која ние во македонски концепт ја истакнавме како идеологија на македонски концепт, тоа е 10 години преговори со ЕУ плюс 5 години длабока европеизација, тоа се отприлика 2035 година завршен е процес на европеизација на нашата земја. Можеби ако и постојат можности побрзо тоа да завршиме. После тоа ќе се појават услови за вистинска наша определба на леви и десни. Ние сега ги повикавме и левите и десните и независните, непартијците да се обединиме во една граѓанска платформа која ќе се спротистави на се она што е 30 годишно бандитско однесување во политиката. А после тоа можеме да зборуваме за изградба на автентични политики. Сега немаме ништо побитно тоа
да бидеме во Европската Унија. Секако тука се нашите партнери исто така од САД, со кои блиско соработуваме, да не беше кризата со патувањата, короната, веројатно ќе имавме и неколку средби на секаде низ светот. Може да се случат и во овој период, не ги исклучувам како можни, не знам што ќе се случи со авионскиот превоз, дали ќе биде одобрен, врските меѓу Европа и Америка се прекинати и така натака. Ке видиме како сето тоа ќе се одвива во вонредни услови, меѓутоа најважно е не само наврешниот фактор. Сега се најважни граѓаните. И да се навикнеме дека ние, јас викам, знаам да седам пред кооперација со зидарско пиво и да дискутирам со граѓаните и знаам да одам на најелитните приеми да дискутирам со највисоките дипломати. Точно, меѓутоа верувајте, постресно ми е на овие нашминкани средби. Отколку да се седам со граѓаните да се дискутирам за реалниот живот во Македонија. И јас сум на тие средби како представник само на граѓаните. Некој што би барал и зашто би го трпел тој стрес. Немам никаква потреба, ниту имам некој личен интерес од тоа. Ниту па нешто ме остварува посебно тоа. Повеќе се чувствувам остварен ако седам со семејството и си работам во мојот двор со цвеќината и зеленилото, отколку да отидам на некои елитни средби каде што стресот е огромен и ако не ти дадат граѓаните мотив тоа да го правиш и во нивно име да ги застапуваш. Секаде кај што одиме и кај што соработуваме со овие високи политички кругови, дипломатски кругови, секаде одиме во име на Македонија и во име на нашите граѓани. Никаде не одиме во лично име, бидејќи тоа не се бизнис средби. Така. Каква кампања тоа граѓаните треба да го разберат. Каква кампања може да се очекува во пресед сега на изборите? Веројатно граѓаните се во неизвестност, бидејќи имам уште сега многу препукувања, многу би рекол се изнесуваат на површина прљав веш и така натаму или правеалишта. Предвидувате ли нешто? Очекувате ли да има нечиста игра, би рекол, и ниски удари во сето тоа? И од големите кон малите, и меѓу двата блока воопшто земено. Јас очекувам дека оваа кампања ќе биде една од највалкавите, преку злоупотреба на социјалните мрежи, бот центри и црна кампања. Особено што и едниот и другиот блок се закануваат со бомби помеѓу нив. Може би чуваат по нешто и за самата кампања. Веројатно, да. Тие бомби, да? Не знам, меѓутоа ние чуваме бомби исто така. Да. Нашите бомби се уште неколку проекти кои ќе ги промовираме во текот на кампањата, кои ќе бидат крајно иновативни и кои ќе ги решаваат системски проблемите на државата, на граѓаните. Они нека си пукаат, бомби нека си се снимаат, меѓу нив нека си се прислушуваат. И може би нас не го прават тоа. Не ни е битно. Ние се спремаме за понуда за граѓаните. Ние ќе бидеме таква кампања. Ќе одиме стриктно со понуда на граѓаните. Така. Тука некаде би можеле да го завршиме разговорот, освен ако не имате нешто да додадете, нешто што сум заборавил да ја прашам. Мислам дека беше доволно. Во ред. Сосема доволно и со граѓаните имаат од ова доволно материјал да разберете и направат разлика. Ви благодарам за учеството во емисијата Отворена на телевизија Кочани и се надам дека ќе имаме повторно можност да поразговараме, можеби некои поконкретни проекти кои уште сега ги најавивте како иновативни, за да им доловиме пред се на гледачите и на граѓаните воопшто, на гласачи, на идните гласачи на идните избори, за да можат да изберат она што навистина тие сами го посакуваат и што според нив е најправилно и најпаметно. Се надевам, Господ здраве, да биде се најдобро, да поминеме со лесно и со кризата и здравствена, така. Да не ни се прошири да стане, веќе стана политичка криза, да не ни стане институционална криза, се плашам. Тоа да се спречи, да се зацврсти државата, да добие легитимно управување, па да ја заборавиме веројатно оваа година која ете така донесе многу проблеми и несреќи и загуби во многу семејства. Така. Благодарам на покана. Да, ви благодарам и јас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно и довидување.